što na tebe se pali, ja sam toj što u glava ti fali. Tvoj pogled se mi snaži, ke ti daram topla duša, tvoj to srce nešto zrači, ke se stopi, ke me sluša i mi daril lišni neba, daj mi mesto pokraj sebe, ti si ono što mi treba, niko i ne kako tebe. Kruševo je tipično planinsko gradče, so prosečna nadmorska visočina od 1250 metri, oddalečeno 140 km od Skopje. Se smeta za najvisoko gradče na Balkanot. Tokmu od tuka započnува приказната за момчето, кое веќе 5 години го покорува целиот Балкан со својот глас и појава. Крушево е град-музеј. Познат е по славната Крушевска република, првата република на Балканот, по специфичната архитектура која го восхитувала и Корбизије, по јамболиите, по највкусниот локум и по Тоше Проески. Крушево како град сите знаеме што представува, значи едно од најисториските места во државава и единствено може да ми годи и да ми биде задоволство тоа што ме споредуваат со хероите на нашето минато, Питу Гули, Гоце Делчев, Никола Карев и така натаму. Во текот на последните 5 години, колку што трае балканската кариера на Тоше, еден ден е во Белград, друг ден во Загреб, трет ден во Бања Лука, четврт ден во Љубљана. Постојано патува, постојано одржува концерти, постојано ја восхитува балканската публика. Но по сите тие патувања, тој успева да украде барем миг и да дојде во родното Крушево. Единствено тука можам да се одморам, заради тоа што луѓето не ме третираат така како што ме третираат во останатите градови. Тука сум им домашен и значи апсолутно сум релаксиран. Не можам да кажам дека тоа кој знае колку ми годи, се навикнав да живеам помеѓу луѓе кои ме запираат и ми бараат автограми и доста често ми недостасува тоа. Тоше многу пати има изјавено дека е многу приврзан за своето семејство и дека не може да живее без советите на неговиот татко Никола, без гибаницата на мајка му Доменика, без игрите со внуците Кристијан и Никола. За неговиот успех на естрадата е заслужен неговиот глас, неговата харизма и доброто воспитување, честноста, хуманоста, квалитети кои се ретки во 21. век. За сите слави се собираме, браќава двајца ми свират на прим, јас свирам гитара и од цело мало се собира да слуша што се случува, кој пее и кој свири. Нека ни ме со Знаете, ни е празник кога ќе дојде Тоше дома и се трудиме да биде се поубаво, а најубаво е то после сиот ручек коментарот не. Во душа еј таква тажна песна не си слушна. Ми дари Господ и мене доста слух. Сетив од дете вон серијски има некој глас, некоја боја и желба ми беше тој квалитет некако дали Господ ме натера да го натерам да оди во Битола да го учи тоа во средно музичко школо. Христо Христоски муларот уште од 11-та година го испрати на Златно Славече. Уште тогаш откри и вика во гласот на Тоше има нешто ѓаволско. Да знаеш, ќе биде нешто од него. И стварно бидно.
Златно Славече ми беше еден од првите настапи во животов. Ќе го памтам единствено по тоа што имав многу силна главоболка со оглед на тремата предизвикана од јавниот настап. Тоа ми беше првиот јавен настап. Ама многу луѓе го запамтија настапот по нешто друго, не гледајќи ја главоболката која ја чувствував јас. Многу ми е драго што го приметија ангелското во гласот, што го имам и што го дефинираат така, како такво. Не би можел да ви кажам што се случува со Ема, тоа е моја драга другарка која веројатно амбициите не беа такви, апсолутно се работи за девојче која е исто музички надарена, ама очигледно амбициите не биле да се занимава со музика во животот, затоа не постигнала некој посебен успех. Како постара сестра на Тоше, можам да кажам дека јас одвај чекав прво да се роди тој. Многу го сакав, постојано се грижев за него. И јас слушав, исто да кажам, рок музика многу и тој постојано ја слушаше таа музика. Мислам дека и јас сум кривецот за тоа што мислам дека тој ја слуша таа музика. Срца нам пуна, јутро нас буди на истоме узглавју и као празник тако нам почиње дан. Полюбат загрљај, делимо среќу са осмех. Се се должи на љубовта према музиката, значи скалите си одат една по една сами по себе и никогаш не размислував што ќе се случи, да кажеме, по 10 години или по 20 години. Нити сега не размислувам, значи не ми е битно. Битно ми е да бидам здрав и жив, фамилијата да ми биде на број и да никогаш да не ми изгасне инспирацијата за музиката и љубовта за музиката. Полюбат загрљај, делимо среќу са осмехот и љубавју сувише љепо нагло е прекину сам. Имам доста омилени места во Крушево. Манастирот ми е место кај што ги полнам духовните батерии. Доста често сум таму, повторно место на кое бевте. Мечкин камен, постои едно местенце кај што знам да го паркирам джипот и на DVD-то во джипот да си пуштам филми, да кулирам и да се рехабилитирам 2 сата да изгледам филм еден со поглед се разбира на цела Пелагонија од горе. Имате чувство дека цел свет е ваш и дефинитивно е. Kiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bi nešto. I neke noće grminec duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, tražim tebe, tražim nas, ajmo! Популарноста ни годи многу. Поготово кога доаѓаат дечина при крајот на школската година, сите автобуси што доаѓаат од цела Македонија, доаѓаат прво кај нас, после прашуваат каде е музеот и... Популарноста не знам на кого му пречела. Не да ни годи, туку да потраи уште 50 на години, не ќе биде лошо. Тоше Проески е познат како човек кој верува во Господ, кој сака да помага и да ги гледа луѓето среќни. Неговата хуманост е многу пати потврдена, а токму во родното Крушево тој го започна реновирањето на манастирот Свето Преображение, заедно со неговиот татко Никола и пријателите. Провелете во Свето Преображение Крушево, црква која е се уште во изградба. Конаците ги видовме, ќе ги снимиме покасно уште малку. Ова е црквата во која не се срамам, се разбира дека ми е чест да кажам дека доста често сум работел на физичка работа и можам единствено да се поносам со тоа. Повелете со десна нога влезете.
Daj mi Bože, bor da mi porasne. Daj mi Bože, bor da mi porasne, da se kačam na borovi reki. Небитно, мирот си го наоѓам тука. Мирот ми е тука и мислам дека ова е суштината. Нема слава, нема популарност. Славата не ми е битна, никогаш нема да проаѓам преку живи лешеви за да стигнам до слава, заради тоа што не ми е потребно. Јас сакам музиката и ова го работам заради музиката, не го работам заради слава. Овде ми е мирот и знам дека после се ќе завршам тука. Мислам дека верата е единственото нешто што остана не држи во нормала се уште. Има безброј песни во кои се опева славното Крушево. Дали Тоше Проески планира да му посвети една песна и на својот роден град? Песна за Крушево е одлична идеја, не знам кој би можел да ја реализира. Никогаш до сега не се случило да направам некој текст, но доколку добар текстописец би направил соодветна песна за моето родно градче, сигурно би се потрудил и не само тоа што ќе ја испеам, туку да напишам и музика за родниот град. Ќе ми биде чест. Тука започна приказната на Тоше Проески. Тука и продолжува. Следуваат уште многу песни, уште многу албуми, уште многу концерти и многу докажувања. Целиот Балкан е негов дом. Но секогаш, каде и да оди, што и да направи, секогаш неговата следна дестинација е Крушево. Градот со најубавата природа, со најсвежиот воздух, со најкротките луѓе. Колку е садо? Мајка на Марика думаше, Марике, керко Марике. Земи го керко Ѓорѓија, Ѓорѓија први бе крија. Земи го керко Ѓорѓија, Ѓорѓија први бе крија. Послуша Марика, мајка си, зеде го Ѓорѓи бе крија. На 20 јули, точно напладне, Тоше Проески го промовира својот нов албум наречен Божилак. Албумот содржи 14 обработки на традиционални македонски песни, кои, испеани од Тоше, добиваат нова боја и димензија. Божилак ми причинува огромно задоволство и ден денес, заради тоа што конечно се судрија интелектуалните можности на Илија Пеовски, Саша Николовски Ѓумар и Сони Петровски и нивните умешности се разбира. Секој маестро на свој начин направија по дел од аранжманите на дел од композициите. Не би можел да кажам во чии аранжман се наоѓам најмногу заради тоа што слушајќи го албумот, еден период ми се свиѓаат аранжманите на Саша Николовски Ѓумар, еден период ми се допаѓаат џез аранжманите на Илија Пеовски, еден период ми се допаѓаат едноставните, а многу симпатични аранжмани на Сони Петровски. Се посврши сер бездонка, се посврши сер бездонка, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, сер бездонка на Јаричкови. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, сер бездонка на Јаричкови. Посебно задоволство ми е тоа што малите деца кои
не се запознати со македонскиот фолклор и со македонската традиционална музика, ја пеат Мајка на Марика думаше по улици и Мајка на Марика думаше им свири на луѓето на мобилен телефон и така натаму. Тоа беше целта на албумот, да ја врати на некој начин македонската стара изворна музика во живот. Ќе биде концертот одличен, програмата е одлична, доаѓа танец, што ќе биде исто спектакуларно. Луѓето тука во Србија ја сакаат македонската стара музика, се разбира дека со танец ќе можеме и да отпеам и да отсвирам заедно со нив една стара македонска. Како и на сите своји настапи, Тоше и во Арена ја презентира македонската култура, песна и традиција. Исполнува дует со Билјана Крстич, а потоа следува фантастичниот настап на ансамблот Танец. Таа вечер е навистина убаво да се биде македонец во Арена. Изборот е на Тоше, затоа што тие песни и овде во Белград пред српската публика се многу популарни, наидоа на еден добар прием, кога се изведуваат секаде овде во Белград и во Србија, така да мислам дека Тоше неслучајно ги има одбрано овие две песни. Следуваат нови изненадувања за публиката. Тоше заедно со Блех оркестарот на Срđan Азировиќ ја изведува темата Несаница. Иди, pusti me da je odsanja. Преубав беше концерт. Арена беше преполна и не можев ни да сонувам дека ќе ми се случи ваков концерт толку рано. Само 26 години имам, а луѓе после многу години го прават овој чекор. Храбро беше, морам да признам, ама секоја чест на Лилјана. Kad po meni ko po suhom lišću prođeš, pa me makar laktom u grudi pogodi, makar grub tvoj dodir bio još mi godi, baci osmijeh ispod ujaka bare. Тоше ја заврши успешно својата невозможна мисија. Тоше ја покори и огромната Арена. Тој успеа што многумина звезди од балканските простори само сонуваат. Ko mojih nogu ruku mi dotakni, pratim te, sve u korak svaku stopu poljubi. Се снима англискиот албум кој е веќе одамна најавен, паралелно со него се снима и македонскиот албум. Македонскиот албум треба да доживее промоција за 3 недели од прилика до месец дена максимум. А негде околу октомври месец треба да се случи промоцијата на англискиот албум во Лондон, кој се спрема веќе година и пол. Многу сум среќен и со едниот и со другиот албум. Тука е крајот на серијата 5 години Балкан, но и почеток на големата европска и светска кариера на Тоше Проески. Да му посакаме многу среќа и многу успех. I love you, bre!